Светот се соочува со тренд на демографско старење и Македонија е дел од него. Ова е темата на денешната приказна. Младите се од витално значење за економскиот живот на земјата, но и за иновативноста, општествениот и социјалниот живот, па затоа треба да бидат издигнати на ниво на стратешки интерес, за да го намалиме нивното иселување, вели професорката Катерина Шапковска. Младинската емиграција е сериозен проблем во земјата. Голем дел од младото население веќе има емигрирало надвор државата. Ако ги споредиме податоците за пописот во 2002 година и податоците од пописот во 2022 година, податоците кажуваат дека ако во 2002 година 25% од населението, 24% од населението биле млади во земјата, денес нивно учество изнесува 18%, што значи дека државата сериозно старее и дека се потребни долгорочни решенија по однос на овој проблем. Анализата на стратешките документи во државата покажува дека младите и миграцијата се третираат во два засебни стратешки документи: Стратегијата за демографски политики и Националната стратегија за млади. Стратегијата за демографски политики го уредува прашањето за миграциите, има посебно поглавје за миграцијски политики и во рамките на миграцијските политики се допира прашањето дека треба да се намалат надворешните миграции преку различни пристапи, преку рамномерен регионален развој, намалување на brain drain, дестимулирање на долгорочната, перманентната миграција и така натака. Меѓутоа проблемот кога стратегија што не нуди конкретен патоказ како ќе го постигнеме тоа. Стратегијата пак за млади, донесена оваа година, таа е до 2027 година со важност, идентификува 8 приоритетни области кои што се од значење за младите и нивното зајакнување. Тие области се младинско застапување, младинско учество, образование, безбедност и така натака. Значи миграциите не се третирани како посебно заглавје во оваа стратегија. Меѓутоа, интересно е тоа што ако овие цели кои што се дефинирани во стратегијата се остварат, се намалат негативните трендови во однос на овие области, очекувано би било дека и ќе се зајакне позицијата на младиот човек во државата, што ќе дестимулира неговата интенција да оди надвор. Економските податоци говорат дека положбата на младиот човек на пазарот на труд во Македонија е доста предизвикувачка поради високата стапка на младинска невработеност. Посебен проблем е долгорочната невработеност кај младите лица. Долгорочна невработеност е доколку младиот човек бара активна работа во период подолго од 12 месеци и не може да најде работа. Кај нас таа стапка изнесува 21%, наспроти ЕУ просекот кој што изнесува 3% во истиот период 2021. Голем е делот на младите лица кои што не само што се невработени, туку се и надвор од системот на образование, системот на обука или едноставно не бараат работа, не се активни на пазарот на труд. Нивното учество во моментов изнесува 24% последниот објавен податок, што е практично четвртина од младото население на возраст од 15 до 29 години. Значи, сите овие податоци кажуваат дека на пазарот на труд младото население се соочува со посебни проблеми и политиката, решението, како јас го гледам тоа, треба да биде насочена кон причините кои што предизвикале да се случат овие проблеми. Постојат два механизми како решение, додава професорката Шапкова. Првиот е инвестирање во човечкиот капитал, вештините, знаењата и образованието на младите лица, а вториот е политиката за вработување. Сето ова ќе придонесе и до намалување на нивното иселување. Јас ова прашање традиционално го дискутирам со моите студенти кои што слушаат предавања по предметот економика на правниот факултет околу мотивите кои што нив би ги мотивирале да се одселат од Македонија. Се уште главна причина се економските фактори. Под економски фактори студентите перцепираат дека земјата е економски нестабилна, а под економски нестабилна подразбираат подрачје со ниски плати и високи трошоци на живот. Значи, во основа го толкуваат животот како прилично скапов дека и тоа би било мотив да се одселат во странство. Меѓутоа, коментира дека и е тешко да се најде работа како млад човек во
во земјата, бидејќи нема доволно огласи, работните позиции не се во согласност со нивните знаења, умења и така натака. Ово им прави проблем, бидејќи се чувствуваат економски зависни, потешко се одделуваат од семејствата и така натака. Тоа што ме изненади како фактор кој што излезе високо на листава, младите го идентификуваат слабиот квалитет на образовниот систем. Студентите посебно реагираат и на корупцијата, која велат дека негативно влијае на можноста за унапредување, но и на дискриминација, посебно по основ на пол, како и загадениот воздух. Комплексен е сетот на фактори кои ги потикнуваат младите да се иселуваат од државава, па затоа треба посветено и стратегиски да се пристапи на овој проблем. Проекциите на Обединетите нации покажуваат дека до 2050 година во сите држави од Западен Балкан ќе се намали бројот на населението. Најмногу на удар е Бугарија, по неа следуваат Хрватска и Босна и Херцеговина. Еве што откриваат податоците. Светот се соочува со тренд на демографско старење. Минатата година, на 15 ноември, светот го одбележа 8 милиардитиот жител, што значи дека бројката расте, меѓутоа бројката за да се достигне од 7 до 8 милиарди требаше да помине 12 години, а се предвидува дека од 8 за следната милиарда за 9 ќе требаат 15 години. Значи, општо во светот постои тренд на намалување на бројот на населението, кој што се должи на повеќе фактори. Тоа се фертилитетот, миграциите и морталитетот. Значи, тоа се трите фактори кои што го детерминираат бројот на жителите во светот. Кога ги одбележуваме овие одредени бројки, тогаш е момент да размислиме што всушност структурата на населението. Тоа значи е момент да видиме кој е составот, каде, во различни места, затоа што 2/3 од популацијата живее во држави каде што имаме опаѓање на фертилитетот. Што значи тоа? Тоа значи дека во тие држави населението има помалку младо население, има население кое што е старее повеќе и всушност тоа влијае на општо старење на населението. И земјите од Западен Балкан се соочуваат со овој тренд. Можам да напоменам дека овој тренд не е само кај нас во нашата држава, туку скоро во сите држави, па и во соседните земји. Јас само можам да споделам еден податок, на пример во Србија за 2023 година се заминати во странство скоро 600.000 луѓе. Тоа е многу голема бројка, така да и ние како држава не можеме да бидеме имун на иселувањето, затоа што и по развиени држави, граѓани во поразвиените држави, како што се во имаше одреден период што на пример шпанците мигрира во Германија или во Франција, така да во пазарна економија ние тешко можеме да го 100% да го контролираме миграцијските текови како ќе се движат, меѓутоа наша обврска е да им обезбедиме на луѓето соодветно работно место, соодветен стандард за живење, за да тие останат во своите домови. Статистичките показатели укажуваат на демографски пат каков што не е забележан досега, а предвидувањата се дека овој тренд ќе продолжи доколку не бидат преземени долгорочни мерки. Кога ги анализираме овие трендови, мора во фокусот да ги имаме младите луѓе. Според некои проекции, годишно иселувањето на младите може да ја чини земјата во просек околу 333 милиони евра, што е огромна бројка. Средната вредност, најниската проекција е 116 милиони, највисоката проекција е 433 милиони, но еве тие 333 да ги земаме како некоја средина се уште високи. Ние како држава за некој да се стекне со основно образование, во текот на нивниот живот вложуваме 9.000 евра. За да се стекнат со средно образование 14.000 евра, 29.000 евра се за високо и така натаму. Тоа се значајни средства и многу е важно општествата да бидат свесни дека тие влогови се губат во моментот кога ја губиме и таа популација. Ако не двоиме, губиме.
Односно, ако не обезбедиме квалитетен живот, економски можности, исполнети активности и се останато за младите луѓе, ние ризикуваме да ги изгубиме, а со тоа и се што сме вложиле во нив како општество, но и се што тие можат да дадат во општеството. И не зборувам само економски, зборувам и граѓански, како активни граѓани кои што би ја чувале и би се застапувале за демократијата и демократските вредности. Експертите сметаат дека за лошата демографска слика придонесува целокупното социјално обкружување, високата невработеност како и заминувањето на младите во странство. Проекциите на Обединетите нации покажуваат дека до 2050 година во сите држави од Западен Балкан ќе се намали бројот на населението. Бугарија е на најсилен удар. Например, Бугарија годишно губи околу 100.000 население по природен пат. Албанија е испразнета со 1 милион жители, а слични се и трендовите на иселување во Србија, Хрватска и Словенија. Значи ситуацијата е скоро слична во сите држави. Тука спаѓа и Косово, Албанија, зборувам за земјите кои не се членки на Европска унија. Така да пазарот на трудот, скоро потребите на пазарот на трудот се слични во сите држави, како што е Албанија, Косово, Македонија, па можам да речам и Црна Гора. Земјите со негативен природен раст во иднина би можеле да се соочат со пат на продуктивноста, забавување на економијата, па дури и влошување на пензискиот систем. Овој тренд тешко ќе може да го стопираме, бидејќи тој тренд се чувствува во сите држави во регионот, реков и не само во нашите држави, дури и во по развиените држави, како што се тие од некои што се и членки на Европската унија, затоа што луѓето за подобар стандард, за подобра плата мигрираат од да речеме од Германија во Норвешка или во Шведска, така да тој тренд ќе биде секогаш. Меѓутоа наше е да направиме се што е можно да им нудиме на граѓаните можност, услови, тука влегуваат и подобри здравствени услуги, подобар животен стандард, значи да им овозможиме на луѓето да останат во нивните земји. Албанија е една од ретките земји во регионот која бележи позитивен природен прираст, како што покажуваат податоците на Заводот за статистика Инстат. Во 2022 година природниот прираст која мери разликата меѓу родените и умрените изнесувал 675 лица, што е се уште најнизок во историјата, освен двете пандемични години 2020 и 2021 година, кога е регистриран и голем број на починати лица. Демографите предупредуваат дека иселувањето станува се поизразено. Расте бројот на селата кои се празнат, а државите влегуваат во длабока демографска старост. Виенскиот институт за меѓународни економски студии, кој има направено анализа за 23 држави од средна, источна и југоисточна Европа, смета дека властите во овие земји треба уште сега да донесат долгорочни мерки со кои би се спречил овој тренд. Последиците од масовното иселување може да предизвикаат долгорочни последици на општествените текови. Освен намалување на бројот на жители и опасност од изумирање на цели населени места, општествата се соочуваат и со недостиг на работна сила и квалитетен кадар. Така се повеќе има дефицит на лекари, медицински сестри и друг медицински персонал, градежници, водоинсталатори, пекари, IT техничари, просветни работници, занааети. Во нашиот систем, во евиденцијата за невработени лица, кај нас скоро недостасува програмер, недостасуваат професори по информатика, недостасуваат машински инженери, така да во тој дел, согласно оперативниот план, ние правиме се што е во рамките на наша надлежност, за да им понудиме на луѓето посоодветни обуки, за да можат понатаму полесно да се вклучат на пазарот на трудот. Факт е дека демографските трендови се под влијание на комплексен сет на социјални, културни, економски и политички фактори и одговорот треба да се бара во сеопфатна политика, во која човекот и неговите права и избори ќе бидат на прво место. Битно е да се градат политики и многу е значајно да се гради демографска отпорност. Тоа е еден концепт што значи дека што помалку на населението да ги чувствува последиците од демографските промени. Фокусот
кон градење на политики во кои што луѓето се ставени во центарот. Значи политики во кои што ќе ги стават луѓето во центарот. Например, доколку имаме држави во кои што имаме население кое што е помладо, тогаш фокусот ќе се насочи апсолутно на здравствените услуги, на образованието, затоа што тоа се инвестиции кои што се вложуваат во луѓето, со квалитетот на услугите, за да може тоа општество подобро, значи во градењето на човечкиот капитал. Во општества каде што имаме население кое што старе, значи имаме намален фертилитет, имаме поголема, нормално и по како резултат на успесите во минатото, каде што животниот век е продолжен, каде што услугите се подобрени и намалена е сиромаштијата, значи имаме продолжување на животниот век, имаме постаро население. Во тој случај прилично се засега пазарот на труд, значи засегнат е пазарот на труд, односно недостиг на работна сила. Затоа треба да се градат политики со кои што ќе се вклучуваат се повеќе младите, жените, значи неактивните луѓе на неактивното население ќе се активира на пазарот на труд, лицата со попреченост, мигрантите, старите лица. Статистичките показатели укажуваат дека Македонија е во демографска старост. На што се должи, кои се причините за овој тренд? Една мала корекција, Македонија е во длабока старост веќе. Последиците се движењето на демографските фактори. На почетокот тоа беше интензивното намалување на наталитетот и континуираното продолжување на траењето на животот на луѓето. Меѓутоа, како клучен фактор, почнувајќи некаде околу 60-70 години па до сега, интензивната емиграција од државата. Ова зашто велам клучен фактор, заради тоа што емиграцијата има двојно дејство. Прво дејствува директно на загуба на човечки потенцијал, а бидејќи во принцип се иселуваат млади луѓе, тоа значи и индиректна загуба во однос на наталитетот, идниот наталитет. Така да ова е клучната причина зашто населението во нашава држава интензивно старе и сега сме некаде во стадиум на длабока демографска старост. Се чини дека ние не сме изолирани како земја, со ова се соочуваат многу земји, вклучително и нашата околина околу Балканот. Наталитетот веќе кај многу земји се забележува дека е во пат. Кај некој е во забрзано, кај некој е во поспоро темпо. Колку ова може да биде опасно? Па самите податоци кажуваат, веќе последиците ги почувствувавме со последниот попис. Имено за 19 години ние изгубивме речиси, односно имаме помалку речиси 200.000 население. Меѓутоа, ако ги земеме предвид и раѓањата на деца кои се случуваат надвор од државата, на овие кои се иселиле во меѓувреме, значи овој податок е многу поголем. Не можеме точно да кажеме колку е, меѓутоа секако е далеку над оваа бројка. Точно е, констатацијата е точно, тоа е светски процес. Тоа е така наречена демографска транзиција, еден природен циклус. И покрај овие фактори што ги кажав јас пред малку, влијаат и низа други фактори, првенствено одлука, емансипацијата на жената пред се и пролонгирањето на раѓањето на првото дете. Самото тоа автоматски се намалува и бројот на раѓањата и така натака. Живењето во други околности, образованието и други фактори, ангажманот на сите лица на независно од полот и така натака, действуваат на овие фактори. Сега, различно од земја до земја, некаде, особено во Западна Европа, се компензира овие загуби со доселување на странци, кои со себе носат и различни демографски однесувања. Пред се, кога говориме за лица од Африка, од Блискиот Исток и слично. Меѓутоа, процесот не запира и таму. Со и на овие имигранти, вклучувањето во општеството, нивната асоциација, нивната социализација во новите услови, фактички покажа повторно исти трендови.
Би сакала да се надоврземе на состојбата во Македонија во контекст на ова. Имаме региони каде што ова е силно нагласено, имаме села каде што не се раѓа веќе со години наназад ни едно дете. Училиштата практично ја губат својата улога полека доколку тоа како тренд продолжи. Кои се пак тука причините? Во однос на, ајде да ја наречеме така, внатрешната дистрибуција на населението во рамките на државата, влијае уште еден фактор, тоа е внатрешните миграции. Периодот по Втората светска војна, најме сите дека во држава настапи еден процес на интензивна индустриализација и привлекување на маса население од руралните делови во урбаните центри, особено во Скопје, што придонесе, така го нарекува демографите, за екзодус на селата во нашата држава. Значи, последицата не се само намалувањето на наталитетот, туку пред се миграцијата, во почетниот период миграцијата село-град, а после тоа и емиграцијата во странство. И имаме цели региони каде што имаме исклучително малку население, каде што старосна структурата на население е исклучително неповолна, односно во корист на возрастните лица, и ова што го констатирате сосема точно. Скоро слушнавме една информација дека првото бебе во општина Зрновци се родило во месец октомври оваа година. Така да ова не е за загрижувањето, ова е ултра загрижувачко и е последица на ова што го говориме. Колку мерките за рурални средини, колку политиките или стратегиите за враќање назад кон селата може да променат нешто? Може, но не верувам дека тоа може да промени кој знае колку многу. Заради тоа што овој процес не е почнат сега, не е свеж процес. Значи, ова веќе трае со децении и е многу тешко и она враќање на населението во своите родни огништа во суштина би значило враќање на возрастни лица. Бидејќи тие лица кои што некогаш биле млади ги напуштиле овие средини, сега се веќе возрастни лица. Полека, помалку, не интензивно се случува ваков процес, меѓутоа тоа не менува многу суштината. Клучно е развивањето на секој дел од државата. Значи, по мене, барем јас секогаш велам, 5 фактори се многу клучни кои што треба граѓањето ги има на секоја точка од државата. Тоа се да има можност за работа и заработка, да има квалитетно образование, да има квалитетна здравствена услуга, да има квалитетна инфраструктура поврзана со другите делови на државата и да има можност да ги задоволува своите културни и други потреби. Ако ова се успее да се обезбеди на секоја позиција во државата, тогаш можеме да очекуваме и повторна редистрибуција на населението. Меѓутоа, за жал, знаеме дека не се такви состојбите. Нашите рурални области не се ревитализираат така брзо и едноставно и мислам дека ваквата состојба ќе потрае. Што треба да се направи итно? Ова е процес, ова не може да се направи итно. Вие не можете да постигнете таков развој да се постигне секаде се и особено во услови кога имаме потреба од многу нешта секаде. Така да не знам да вистина тоа тежок процес, меѓутоа мора да се има стратегија, мора да се има некаков план и да се работи на тоа. Ние како држава за жал носиме стратешки документи, меѓутоа многу малку внимаваме на нивна реализација. Односно, не знам дали воопшто се креираат планови за спроведување на таквите стратегии, а уште помалку дали истите, иако се носат, се реализираат. Така да, клучно е ова. Секако не е така едноставно. Најчесто се мисли, ако се обезбедат добри економски услови за живот некаде, дека тоа ќе овозможи да, не знам, населението или не емигрира од тоа место, или еве ако е веќе емигрирало, се врати назад. Дека ќе се зголеми наталитетот и така натака, што не секогаш е случај, не мора да биде така. Една од клучните причини е можеби економската состојба и за емиграцијата, и за намалената желба за проширување на семејствата и слично, меѓутоа не е клучна. Спомнав јас, еден од факторите е емансипацијата на луѓето, образованието, се повеќе
многу е помал бројот на луѓе без образование или со пониски степени на образование. Луѓето сакаат да се докажат себе си, жената не е единска само домаќинка, напротив е субјект кој што е фактор во општеството и треба да биде секако. И ова се работи кои што едноставно се случуваат секаде. Тоа е природен процес кој што неминовно ќе мора да се случи. Но во многу земји се поттикнуваат мерки кои што ќе влијаат, еве конкретно ако зборуваме за жените, се превземаат мерки градинки кои што се во склоп на работната средина или мерки со кои што ќе се овозможи жената да не се чувствува загрозена во поглед на развивањето на својата кариера, напоредно со мајчинството. Секако, еден од начините за стимулирање на за наталитетот кога веќе говориме и се ваквите мерки треба да се проведуваат. Меѓутоа, тоа зависи и од моќта на државата и воопшто на општеството. И добро, јас исто така би сакал тоа да се случува. Она што го знам е дека во моментот се изработува нова демографска стратегија во државата. Се надевам дека сите овие работи за кои што говориме ќе се земат предвид и ќе се изнетат одредени мерки кои што ќе дадат стимул во позитивна насока, но тешко дека човек може тоа да го гарантира. Еден убав пример за тоа дека не економскиот и останатиот општествен развој придонесуваат за менување на овие, и сега да ги наречеме веќе и навики кај населението, односно да се стимулира наталитетот е Грција. До приемот на Грција во Европската Унија, жената беше домаќинка таму, во најголем случај. Со влегувањето во Европската Унија се зголеми економската моќ на државата, на населението, се еманципира многу брзо жената, особено стана дел од образовниот процес и слично, меѓутоа не се случи никакви промени во однос на наталитетот. И претходно, кога беше домаќинка, имала низок наталитет, и после тоа, кога стана на вистина фактор во општеството, немаше значајни промени се уште имаат како земја огромен проблем со наталитетот. Доколку образованието може да биде алатка за да се влијае со никакви политики врз промените на оваа состојба? Па, образованието и економијата не можеме ги двоиме заедно, бидејќи за жал во моментот ние извезуваме писмен народ. Значи луѓе со квалитетно образование и ова е уште пострашно заради тоа што општеството вложува во образованието на младите луѓе и ги губи. Тој потенцијал наместо да ги остварува, да ги аплицира своите вештини и знаења во земјата, тоа го прави некаде надвор и тоа е уште пострашно. Меѓутоа, ако добро се планираат процесите и економските и образовните, тогаш мислам дека би се постигнала позитивна цел. Ние живееме во едни поинакви демографски години, процеси. Демографската отпорност, кон таа демографска отпорност не е отпорна и нашата држава, како што и другите држави. Старе населението, се намалува наталитетот и консеквентно на тоа имаме последици во опаѓањето на стапката на фертилитет. Ако за една проста репродукција таа стапка на фертилитет треба да биде 2,05, или тоа значи во просек секоја жена во репродуктивна возраст за проста репродукција би требало да роди по 2 деца. Во годините на назад, веќе од 2 децении, таа бројка е 1,6 па дури до 1,3, зависно од тоа како се анализира. Последната стапка, која што била поволна за фертилитетот, е регистрирана 1994 година. Ке гледам да го анализирам овој процес по-оптимистички, затоа што сметам дека секоја држава треба да изгради стратегија и да се спротистави колку може, особено во насока на тоа да влијае на подобрување на фертилитетот, кој што дефинитивно се одразува на овие стапки, за кои што претходно зборував. Сметам дека особено поттикнувањето со некои основни или приоритетни цели на стапката на наталитет може во голема мерка да ги смени процесите со кои што ние денес како држава се соочуваме. Генерално, глобалниот предизвик е емиграција на младото население, а зголемување на стапката на старо население.
Она кон кое што ние како држава во стратегијата би требало да работиме е да ги подигнеме стандардите за здравствено, социјално и активно здраво старење и сите оние мерки кои што ќе вклучат подобрување на животот, особено на таа млада популација. Заштитата на правата или таа родова еднаквост, особено во последните години, не случајно и со низа мерки ке нас се наметна и со ред активности е поддржана и се согласувам дека се постигнати одредени придобивки во оваа сфера. Зошто се важни? Особено во рамки на семејството, кај секој индивидуа, ограничувањето или наметнувањето на одредени семејни обврски само кај едниот пол, во случајот кај жената, секако дека значи нејзино ставање во некоја подредена состојба, во подредена улога како мајка и како некој кој што единствено треба да се грижи или за семејните обврски или како за децата. Во исто време сметам родовата еднаквост би требало подеднакво да биде третирана и во работната средина, затоа што во времето во кое што живееме со сета енергија и во кариерата во исто време, кога треба репродуктивно да се реализира жената, потребата и во кариерата да биде реализирана со својата улога, сметам дека и наметнува доколку и се ограничени одредени права, одредени хендикеп во таа смисла. Затоа секоја флексибилност, секоја рамномерна распределба на семејните улоги сметам дека е особено важна или индиректно, ако сакате да одговорам на прашањето, дефинитивно е неопходно родовната еднаквост за да се влијае соодветно. Веќе спомнав поттикнувањето на наталитетот, сметам дека е важен фактор. Зошто е важен? Во поттикнувањето подразбирам повеќе мерки во кое што пред се ќе се води сметка за здравјето на адолесцентите, затоа што во денешно време не само што се зголемува стапката кога за прв пат жената се реализира како мајка, во исто време се намалува возрастната граница кога се започнати сексуалните искуства. Тоа значи дека сексуалниот живот ако почнува порано носи поголеми предизвици и таа грижа како индиректна мерка за поттикнување на здравјето на адолесцентите, на младите, секако дека ќе значи намалување на бројот на сексуално преносливи болести, намалување на стапката на несакани бременности, односно прекини на бременоста. Искрено сметам дека потребни се одредени корекции во Законот за брак. Сметам дека тука Министерството за труд и социјала, па и останатите засегнати институции можат поконкретно да навлезат и да ги одредат сите оние мерки кои што поволно ќе влијаат. Од она што го имам согледано од останатите земји во регионот, особено источна и централна Европа, сметам дека одредени мерки за поттикнување на фертилитетот конкретно, можеби користени во минатото и не даваат таков ефект како што ние сме очекувале. Па дел и кај нас беа спроведени во одреден период, особено од аспект на материјални зголемување на материјалните извори, но сепак дека се согласувам дека во сите тие промени во законската регулатива и овозможување на одредени предности, особено околу индивидуалните можности за тоа како едно семејство може да се проектира како семејство кое што ќе има едно или две деца и помошта на тоа семејство во обезбедување на стамбени кредити, во обезбедување на права, детски додатоци. И тоа не само за трето дете, нека биде и за прво дете, па и помош и градење на тие дополнително институции кои што во предшколската возраст ќе ги овозможат тоа предшколско образование да биде и на повисоко ниво. Сметам дека сето тоа доколку конкретно и прецизно е наведено во одредени мерки или во одредени процедури, сметам дека може да помогне и да влијае позитивно. И Македонија се приклучува кон светскиот тренд на демографска старост. Младите заминуваат, има села каде со години не се раѓа ниту по едно дете. Има недостиг на ученици и во основните и во средните училишта, што може да доведе до нивно затварање. Статистичките податоци покажуваат дека Македонија како држава е во длабока демографска старост. Уделот на лица постари од 65 години во вкупното население на Македонија последнава деценија се зголемил за 5,3%,
што е најголем раст во Европа, покажуваат податоците на Евростат за демографските карактеристики на континентот. Ние битно е како држава да можеме да градиме општества кои што ќе можат да одговорат на она што ни се случува. Што значи тоа? Населението, последниот попис покажа дека 10% од популацијата е намалена од претходниот попис што е одржан пред 20 години. Што значи тоа? Тоа значи дека тоа намалување се должи на намалување на стапката на фертилитет, која што и не е толку намалена во споредба со другите држави, значи кај нас е 1,59 за 2022 година, и е под нивото на основна репродукција, што би значило дека треба да биде од 2,1. Но и во последните години ние не бележиме толку намалување на фертилитетот, колку што имаме зголемување на миграциите. И тоа зголемување на миграциите зошто? Затоа што најмногу тие се должат на незадоволувањето на правата на структурата на населението и на квалитетот на услуги во државите. Значи, луѓето природно се движат таму каде што има подобри услуги, таму каде што нивните права се повеќе задоволени и затоа ние треба да работиме на тоа. Значи, нашиот фокус треба да биде да не ги спречуваме луѓето да не одат, него да им обезбедиме услови за да сакаат да останат и да дојдат. Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2022 година има тренд на опаѓање на наталитетот како во градските, така и во селските подрачја. Лани во градовите живородени се 10.866 деца, или 60,1% од вкупниот број, додека 7.207 или речиси 40% се живородени деца во селските подрачја. Најмногу се родиле во Скопскиот, а најмалку во Источниот регион. Македонија е несомнено во фаза на депопулација. Емиграцијата одзема генерално млади и работоспособни жители, што ја ослабнува работната сила и го намалува размерот на вработени и пензионери. Ова дополнително натежнува врз критичниот пензиски систем. Младите, па дури и цели семејства, заминуваат во странство, при тоа не размислувајќи да се вратат во матичната држава. Ние како држава имаме проблем со населението кој што не може да го негираме. Имаме младенска емиграција, имаме население кое е старе, имаме низок наталитет и сите тие работи представуваат загрижувачки трендови за како во иднина ќе се развива и ќе биде одржливо нашето општество пред се. Минатата година изработивме едно истражување кое што беше посветено токму на демографските трендови со цел да се огледаме кои се разликите, особено кај младата популација, помеѓу двата пописи, оној во 2002 и оној во 2021. И тука станува евидентно дека нашето население не само што старе, туку имаме и се помалку млади луѓе во државата. Ако на претходниот попис 1/4 од целокупното население, дури 24% биле млади луѓе, сега веќе само 1/5, односно 18% се млади луѓе, 6% исчезнале. Не може да кажеме дека тоа се иселени луѓе, значи како што кажав, тоа се различни трендови кои што се комбинираат. Но ако ги погледнеме младите кои што биле родени во оваа држава и би требало во моментов да се млади, а под млади се подразбираат лица кои што се на возраст помеѓу 18 и 29 години, тоа е некоја стандардна ориентација за што се млади луѓе и таа исто е влезена и во закон, според Законот за младинско учество и младински политики. Ако погледнеме кои млади би требало да се сега тука затоа што се родени во државата, а не се повеќе, ќе видиме дека ни недостасуваат 77.000 млади луѓе. Тоа е број кој што биле тука, но не се повеќе резиденти и е големина колку еден град во оваа држава, значи баш сериозни бројки. Ова е рамномерно во речиси сите општини. Значи само во една општина, во сите останати има намалено младо население. И она што е многу важно да се забележи е дека ова бара размислување за како ќе изгледа иднината на општеството. Младото население е потребно затоа што е економски активно, обезбедува средства и приливи во државата, обезбедува и работи за сервиси кои што ги добиваат граѓаните, дали се тоа јавни институции, дали се тоа здравствени, социјални и така натаму, и обезбедува одржливост. Нас не требаат приливи на средства за да може да се одржуваат сите социјални, пензиски и други сервиси. Ако ние го немаме ова,
ризикуваме многу големи проблеми. Затоа е важно да се размислува како да се адресираат сите овие демографски трендови. Особено затоа што не сме уникатни. Овој проблем го имаат и многу држави, и од Западен Балкан, и од Европа, и треба да се огледаме и да ги уважиме тие примери за да се инспирираме кои политики ни се потребни за да имаме младо население. Причините за заминување се различни, од подобра заработка до разочараност од нефункционалноста на државата. Факторите поради кои луѓето одлучуваат да се иселат се навистина комплексни и тука нема едно истражување што може да даде добар одговор, но напротив една од пораките е дека мора да се прават повеќе истражувања, вклучително и истражувања кои што ќе ги преземат државните институции со цел да се види, например, кои профили се иселуваат, пол, возраст, во која фаза од животот, од кои населени места, потоа тие што се иселила, кои биле мотивите кои што ги иселила. Вакви анализи во моментов нема, но ако ги погледнеме оние други анализи што не се на располагање, покажуваат дека 6 или 7 од 10 млади лица би се иселила. Покажуваат дека од оние кои би се иселила, шансите да се вратат назад се уште помали. Значи оние кои се иселила дури и веќе нема шанси да се вратат. Но факторите зошто луѓето се иселуваат можат генерално да се поделат во две групи: push фактори и pull фактори. Push она што те оттурнува од сопствената земја да сакаш да заминеш, и pull фактори она што те привлекува да одлучиш да живееш во друга земја. Push факторите може да ги идентификуваме ако видиме што на пример младите луѓе идентификуваат како проблем во своите средини и заедници. Еден од најчестите е секако нискиот економски стандард, тоа континуирано избива на прво место во истражувањата. Друг фактор е невработеноста, која што сега е малку по-ретко застапена. Зошто? Затоа што младинската невработеност е на пониско ниво. За среќа, во моментов имаме историски најниска младинска невработеност во последните години во државата, но сепак приходите се ниски. Па така, животниот стандард, висината на платите се уште представуваат проблем. Влегуваат и прашања кои младите ги сметаат за важни што не се ексклузивно младински, туку се од интерес на целокупното население, на било кој еден жител. Тука влегуваат прашања од транспорт и инфраструктура и можност за движење низ земјата, секојдневен квалитет на живот, можност за културни настани и случувања. Тука влегуваат животната средина, квалитетот на сервисите кои ги добиваат. Значи ова не се единствено и ексклузивно младински прашања. За жал, во Македонија сме соочени и со села каде со години не се раѓа ниту по едно дете. Има недостиг на ученици и во основните и во средните училишта, што може да доведе и до нивно затворање. Особено е загрижувачка ситуацијата во Пелагонискиот, Источниот и Југоисточниот регион. Секако дека и политиките за фертилитет секогаш треба да се основаат на правото на избор. Значи, правото на избор на жената, правото на своето тело, значи на својата телесна автономија, да можат заедно партнерите да одлучуваат, односно да има посакан фертилитет, а не фертилитет кој што ќе биде поттикнат вештачки, затоа што тој и не е одржлив, и сите оние политики во светот и во другите држави што биле со поттикнување на фертилитет, изголемување на бројките, не значи дека и квалитетот на животот на тие луѓе што се раѓаат е подобрен. Во вкупните миграции на ниво на регион од село во град најголемо учество има Источниот регион со 49%, додека во Полошкиот регион најголемо учество имаат меѓуселските преселби кои учествуваат со 54,4%. Кога зборуваме за емиграцијата, важно е, како што споменав, да видиме кои се групите кои се иселуваат и кои се мотивите кои ги имаат за тоа. Хипотетички многу повеќе луѓе ќе кажат дека би се селиле од оние што ќе се иселат. Но важни се факторите зошто некој заминал и што го мотивирало или ја мотивирало да го направи тоа. Во кои фази го прават од животот, дали додека се студенти, дали на почетокот на семејство, дали подоцна. Од кои фактори се тоа, економски, што е тоа што би ги променило нивите мислења. Ако ги немаме точните одговори, многу потешко ќе направиме политики што ќе се посветат на тоа. Важно е вложување во развојот и можностите кои што ги имаат, поготово младите лица, во своите средини. И тука би рекла не е важно само Скопје, туку се важни и другите градови и важни се и руралните средини и селата, затоа што не сите можности смее да бидат акумулирани само во поголемите градови.
Овие трендови водат до намалување на младото население и днината и моторната сила на државата, од која се очекува просперитет и развој. Еден од првите начини е да се изработи демографска стратегија. Да видиме кои се состојбите, што ни покажуваат трендовите, особено оние помеѓу двата пописи, што знаеме од податоците на Државниот завод за статистика и кои се проекциите за воиднина. Без проекции стратегии не може да направиме. Затоа е важно да направиме проекции како се движат трендовите на населението и што не очекува за 5, 10, 15, 20 години од сега и тука да почнеме со изнаоѓање на решенија. Она што е исто важно е одвојување на средства за млади, со цел повеќе да се вложува во политики што ќе го подобрат животот на младите луѓе тука. Дали тоа е да им се обезбеди во својата заедница да имаат младински центар, кај што ќе се дружат, каде што ќе учат, каде што ќе работат. Дали тоа ќе се обезбеди за кога ќе имаат стручно образование, да имаат добра пракса и да научат. Дали тоа ќе биде преку подобар квалитет на образование и стекнати вештини. Дали тоа ќе биде преку можност добро да тренираат со спортскиот клуб во селото каде што живеат. Дали ќе биде да имаат редовна автобуска линија од едното до другото место кај што ќе сакаат да отидат. Дали ако се во универзитетски град и сакаат библиотека да имаат, ја нема. Тоа се многу конкретни проблеми кои што можат да се решат, а најдобар начин институциите да дознаат што треба да се реши е да ги прашат младите. Младите луѓе покажуваат силна свесност за препознавање на проблеми, но и соодветно решавање. Младите, иако се млади, значи ќе речеме помалку искуство, помалку образование се уште во образовен процес, но иако се млади, имаат капацитет да идентификуваат проблем и многу успешно знаат да предложат решение за тој проблем. И дури кога се работи со млади луѓе директно и се разговара, многу јасно ти идентификуваат кои им се проблемите, поготово на локално ниво и директно што ги тангираат. И дури би се изненадиле од колку голема свест имаат, затоа што некогаш нема да биде очекуваме дека проблем ќе им биде немање културен живот, напротив ќе речат дека проблем е дека во нивниот град јавната инфраструктура е непристапна за лица со попреченост. Значи знаат да посочат многу јасни проблеми и многу добри решенија. Сега, статистички, во нашата земја, 3 од 10 млади луѓе пробале да решат некој проблем. Значи 7 од 10 не се обидале да решат проблем. На тие 3 од 10, генерално и не им не успева да го решат проблемот. Но, тука е позитивниот податок. Оние млади кои пробале да решат некој проблем, дури да не успеале, понатаму се помотивирани повторно да делуваат, поголема е шансата да се обратат на институциите да бараат нешто од нив и позадоволни се со своето место во општеството. Во 2024 година во Европа ќе има повеќе луѓе на возраст над 65 години, отколку под 15 години, предупреди Светската здравствена организација, повикувајќи се на подобрени мерки за поздрава возраст. На светско ниво, таква ситуација веројатно ќе се случи околу 2064 година. За да се ублажи влијанието на старењето на населението, СЗО ги повикува властите да преземат мерки со кои ќе придонесе повозрастните лица да го задржат и подобрат своето физичко и ментално здравје, независност, социјална благосостојба и квалитет на живот. Меѓу препорачаните мерки се издвојуваат урамнотежена исхрана и физичка активност од најмалку 150 минути неделно. Со вистински политики може да се справиме со секој демографски тренд, па дури и со оној кој е неповолен. Ова е поуката на денешната приказна. Довидување до следната емисија.